Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Добре дојдовте на уште едно заедничко проучување на Евангелието според Јован. Ке продолжиме со обработка на глава 15 и се надевам дека текстот кој ќе го читаме ќе ви служи за растеж и зрелост на верата во Господ. Минатиот пат читавме за изјавата каде Исус кажа дека е вистинската лоза и дека е од суштинска важност да бидеме соединети со Него, односно да бидеме во Него. Начинот на кој можеме да го направиме тоа е преку вера во Неговата смрт и воскресение, односно преку духовно раѓање и крштевање со Светиот Дух. Господ Исус не само што кажа дека треба да бидеме и да останеме во Него, туку каже и кој ќе биде резултатот од тоа заедништво – носење плод. Всушност, во глава 13 и 14 од ова Евангелие, нагласокот е ставен на тоа што може да направи за нас Божјата благодат. Но во глава 15 пишува која е нашата одговорност кон Бог. Нашата одговорност е да останеме во Него и како резултат на тоа да носиме духовен плод. Тоа е Неговата волја за нашите животи. Кога зборува за носење плод, Господ Исус мисли на плодот на Светиот Дух, нешто кое не можеме сами да го произведеме, нешто за кое треба да бидеме соединети со вистинската лоза. Исус спомна две нешта кои ги прави Отецот, а кои ни помагаат да носиме плод. Прво, кажа дека Отецот ги сече оние прачки кои не носат плод. Потоа рече дека Отецот ги чисти оние кои носат плод, а тоа се случува преку кроење на прачките или преку нивно измивање. Слушнете што пишува во стих 3. Вие сте веќе чисти преку Словото, што сум ви го проповедал. Според мене, ова е една од најпрекрасните реченици на Господ Исус. Словото, односно Божиот збор, ги чисти оние кои го слушаат и применуваат. Ова е навистина чудесно. Божиот збор има сила да ги исчисти нашите души од секој греф и порок. Но тоа нема да се случи по автоматизам. Не секој кој го слуша Словото е чист. Чисти се само оние кои со радост го примаат и го применуваат тоа што го слушаат. Божиот збор има сила да ви исчисти од гревот. Ке му дозволите ли да го направи тоа? Од една страна, Бог е тој кој ги сече гранките кои не даваат плод, а од друга страна, тој е оној кој се грижи и за оние кои даваат плод. Дали ќе бидеме одсечени од лозата или ќе останеме на неа, зависи од тоа колку плод даваме. На неколку места во Светото Писмо пишува за силата на Божиот збор која очистува од грев. Например, во 2 Петар 1:8 пишува: Зашто, ако овие доблести ги има во вас и се умножуваат, тие нема да ве остават празни, ниту бесплодни во познанието на нашиот Господ Исус Христос. Како што можете да забележите, и во друг дел од Писмото Бог ни открива дека Неговата волја за нашите животи е да бидеме плодни. Оние прачки кои се бесплодни ќе бидат отстранети од лозата. Ке продолжиме со обработка и на следните стихови, но пред да го сториме тоа, сакам уште малку да размислиме за очистувачката моќ на Божиот збор. Мислам дека многу е важно да го разбереме ова. Божиот збор не очистува тогаш кога духовно се раѓаме. Слушнете што напишал апостолот Петар во врска со тоа. Откако ги очистивте душите своји со послушност кон вистината, преку духот за нелицемерно братолюбие, сакајте се еден со друг постојано со чисто срце, како преродени не од распадливо семе, туку од вечно преку Словото на живиот Бог, кој живее во сите векови. Ова е навистина прекрасно. Божиот збор има сила да не очисти. Ке се сетите дека на почетокот од Псалм 119, авторот поставува прашање и самиот си го одговара, велејки: како момчето ќе го запази во чистота патот свој? Ако ги пази зборовите твои. Ова е навистина важно. Во 2 Коринтијаните 7:1 апостолот Павле пишува: И така, возлюбени, имајќи вакви ветувања, да се очистиме од секоја нечистота на телото и на духот, исполнувајќи ја светоста во страв Божи. За жал, денес помеѓу некои верници постојат погрешни мислења и верувања во однос на тоа како треба да живеат христијаните. Тие сметаат дека оние кои се нарекуваат христијани можат да живеат како сакаат. Но тоа што е важно е да имаат исправна исповед на верата
и да веруваат дека се спасени по благодат. Но Бог ни кажува дека без Него ние сме во духовен мрак и дека вистинската и искрена вера секогаш произведува соодветни дела. Долги години служев како пастор и често забележував христијани кои сакаат да изгледаат многу духовни и посветени. И затоа, каде и да одеа, со себе носеа дебели Библии за секој да може да ги види. Ми се чини дека иако носеа Библија со себе, дел од нив сепак ретко ја читаа. Кога имавме библиски проучување во црквата, не сакаа да дојдат, бидејќи не беа заинтересирани за читање или проучување на Библијата. Токму затоа имаа погрешни верувања. Не може човек да ја чита Библијата и да дојде до заклучок дека на Бог не му е важно како живееме и какви одлуки носиме. Еден од најважните тестови за тоа дали некој има искрена вера е неговиот став кон Божиот збор. Ако личноста има искрена вера во Бог, таа ќе биде заинтересирана за читање и проучување на Библијата. Оној кој ја чита и проучува Библијата, ќе свати дека Бог од нас бара да бидеме послушни и дека треба да носиме плод. Во Псалм 119:67 псалмистот вели: Пред моето страдање бев застранил, а сега го пазам твојот збор. Потоа, во стих 71 пишува: Добро ми е што бев понижен, за да се научам на твоите повелби. Тоа е еден од начините на кои Бог не чисти. Некој пат користи непогодни ситуации и неволји за да не приближи до неговиот збор и да не подготви за да бидеме спремни да му служиме. Кога се соочуваме со такви околности, Божиот збор нуди утеха и ни кажува како да се поправиме за да пораснеме во верата. Уверен сум дека не можеме да бидеме духовно чисти пред Бог доколку не сме заинтересирани да го отвориме и проучуваме писмото. Тоа е една од причините зашто сметам дека оние христијани кои се активни во служба, но не и во проучување на писмото, се луѓе кои можат да бидат опасни во тоа што го прават. Всушност, според мене, токму тие луѓе имаат направено голема штета во црквата и надвор од неа. Оној кој се нарекува со Христовото име и кој тврди дека служи во Христовото име, мора да има познавање на Христовите зборови. Затоа треба да се трудиме што подлабоко да го спознаеме и проучуваме Божиот збор. Слушнете што пишува во стих 4. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во мене. Што значи да се биде во Христос? Мислам дека тој израз има неколку значења, но пред се значи да му дозволиме постојано да не чисти преку надприродната сила на неговиот збор. Без тоа очистување не можеме да бидеме и да останеме во него. Да се биде во Христос исто така значи и да ги пазиме неговите заповеди. Забележете што пишува во стих 10. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта негова. Во стих 14, Исус ги нарекува учениците пријатели. Вие сте ми пријатели, ако го вршите она што ви заповедам јас. Ова е навистина прекрасен стих, кој за жал некој пат се толкува на погрешен начин. Сакам да кажам нешто во врска со погрешното толкување на овој стих и се надевам дека ќе ме сватите добро. Кога во писмото читаме дека Исус не нарекува пријатели, тоа е прекрасна вест, но не треба да ја злоупотребиме. Во некои црковни кругови за Исус се зборува како да е нашиот најдобар другар и затоа некои верници имаат погрешна слика за него, бидејќи не му пристапуваат со сериозност и страхопочит. Христос навистина ги нарекува пријатели оние кои го следат и ги пазат неговите заповеди. Но да не заборавиме дека Исус е славниот и семоќен Господ. Затоа не можеме со него да се однесуваме како со најдобрите другари од детството. Замислете председателот на Македонија да е мој личен пријател. Тоа не ми дава за право да се однесувам кон него како што сакам. Истото се однесува и на Господ Исус како наш пријател. Тој е наш пријател кој најдобро не разбира и најмногу не сака, но да не си дозволиме неговото пријателство да го земаме здраво за готово, или пак само поради тоа што е наш пријател, да заборавиме дека е и наш Господ и Спасител. Патем, забележете дека Исус ги нарекува пријатели оние кои ги пазат неговите заповеди,
а не и оние кои само исповедаат дека веруваат во него. Кога ќе слушнам некој да каже Исус е мој пријател, така пишува во Библијата, моето прашање за таа личност е: дали си му послушен на Исус? Ако не живееш во послушност на неговиот збор, немој да го нарекуваш свој пријател, бидејќи Исус не ги нарекува своји пријатели оние кои живеат спротивно на неговите зборови. Наместо овие стихови да ни бидат поттик за сентиментално да му пристапиме на Исус, верувам дека треба да ни бидат основа за да се преиспитаме и да видиме што има во нашите срца. Пријателството со Исус е во нераскинлива врска со послушноста кон Исус, а токму послушноста е таа која ни помага да бидеме и да останеме во Него. Слушнете што вели Исус во стих 9. Овие зборови се многу важни и затоа треба да обрнете внимание на нив. Како што ме возлюби Отецот, и јас ве возлюбив вас. Останете во мојата љубов. Останете во мојата љубов. Значи дека Исус сака да има постојано заедништво со нас. Не можеме цела недела да живееме согласно принципите и начелата на ѓаволот, а потоа да се појавиме во недела во црква и да му служиме на Господ како ништо да не се случило. Тоа го знам од лично искуство. Во минатото долги години живеев грешен живот во текот на седмицата, а во недела наутро одев во црква за да поучувам веронаука во црквата. Се прашував зошто часовите по веронаука се мртви и животите на децата не се допрени од тоа што ги поучував. По некое време сватив зошто. Поради претходните денови. Ако сакаме да бидеме ефективни за Божјото царство и во службата за него, мораме да имаме постојано заедништво со Бог. За жал, некои христијани мислат дека можат да прават што сакаат во текот на седмицата, а потоа во недела да бидат посветени Божји луѓе. Тоа е невозможно. Потребно е да имаме постојано заедништво со него и да бидеме послушни на неговите зборови, без разлика дали се наоѓаме на работното место, на улица, со пријателите и слично. Постојаното заедништво со Христос е од исклучителна важност за сите нас. Слушнете што вели во стих 15. Јас сум лозата, а вие прачките. И кој е во мене и јас во него, тој ќе даде многу плод. Зашто без мене не можете да направите ништо. Начинот на кој можеме да се присоединиме со Исус е преку крштевањето со Светиот Дух. Но секој од нас има слободна волја и може да го наруши тоа заедништво. Начинот на кој се нарушува заедништвото со Исус е преку практикување на грев и живеење според стандардите на светот. Исус сака да произведе духовен плод во нашиот живот. Сетете се на познатата парабола за сејачот. По таа парабола, покрај другото Исус кажа дека дел од семињата паднаа на добра почва. Некои од нив родија 30-кратен плод, тоа е плод, други 60-кратен, тоа е повеќе плод, а трети 100-кратен, тоа е многу плод. Божјата волја за нашите животи е да дадеме многу плод. Потоа рече, ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор, како прачка, и ќе се исуши, а таквите ќе ги соберат и во оган ќе ги фрлат и ќе изгорат. Во претходното проучување спомнав дека зборовите на Господ Исус во глава 15 се однесуваат на носењето плод, а не на губењето на спасението. Иако изгледа дека навидум овие стихови се однесуваат на губењето на спасението, сметам дека не станува збор за тоа. Во Прво Коринтијаните, апостолот Павле користи друга стилска фигура за да ни објасни колку е важно да го поставиме својот живот врз зборовите на Исус како темел. Во Прво Коринтијаните 3, 11-14 пишува: Зашто никој не може да постави друга основа, освен онаа што е поставена, која е Исус Христос. Иако некој врз оваа основа зида злато, сребро, скапоцени камења, дрво, сено, слама, сечија дело ќе излезе на видело. Денот ќе го покаже, зашто ќе се открие во оган, а огнот ќе покаже каква е чие дело. Оној, кому ќе му остане тоа што го градал, ќе прими награда. Ако градиме со злато, сребро и скапоцени камења, огнот ќе го прочисти тоа што сме го граделе. Ако градиме со дрво, сено, слама, огнот ќе го изгори тоа што сме го граделе. Моје уверување е дека токму за тоа зборува Исус во овие стихови од Јован глава 15. Дека делата на луѓето ќе бидат фрлени во оган, доколку не се градени врз цврста основа.
Апостолот Павле напишал: оној кому ќе му остане тоа што го градел, ќе прими награда. Кога зборуваме за носење духовен плод, тоа не значи дека самите можеме да го произведеме тој плод. Плодот доаѓа од Бог, а нам ни останува дали ќе бидеме послушни и ќе дозволиме тој плод да никне во нашите животи. Во 1 Коринќаните 3:15 Павле пишува: а оној чие дело ќе изгори, тој ќе претрпи загуба, но самиот ќе се спаси, но така како низ оган. Ова е многу важно да го имаме на ум во светло на текстот кој го обработуваме денес. Не знам за вас, но мислам дека на небото ќе има луѓе кои ќе мирисаат на чад. Се разбира, зборувам символички. Причината зошто го велам тоа е бидејќи постојат многу христијани кои не даваат плод додека живеат тука на земјата. Таквите може да се спасени, но пропуштаат многу духовни благослови додека се тука. Мислам дека една од најтрагичните појави помеѓу некои христијани е тоа што живеат со идејата дека христијанскиот живот е тежок и затоа не треба да се стремиме да носиме многу плод. Таквите се задоволуваат со живење на подпросечен живот, немаат победа над секој греб во нивните животи и не ги достигнуваат духовните височини кои Бог ги има замислено за нив. Се задоволуваат со многу помалку од тоа што Бог сака да им го даде. Божјата волја за нашите животи е да носиме духовен плод. Забележете што вели во стих 7. Ако останете во мене и зборовите мои во вас, тогаш, што и да посакате, барајте и ќе ви биде. Токму тоа значи да се биде и остане во Христос. Кога сме и остануваме во Него, нашиот молитвен живот станува ефективен. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Главната цел на сето ова не е само нашите молитви да бидат услишани и исполнети, туку Бог да се прослави преку нас. Како што ме возлюби Отецот, и јас ве возлюбив вас. Останете во мојата љубов. Ова ви го реков, за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Господ нема ништо против радоста и веселбата. Еден од плодовите на Светиот Дух е радоста, која тој им ја дава на оние кои веруваат. Јас сум смртно уплашен од оние христијани кои се толку сериозни што не се шегуваат, ниту пак се смеат ако некој каже нешто смешно. Христијаните не треба да се намкјори, туку луѓе кои знаат да уживаат во животот на библиски начин. Да се биде христијанин не значи да се живее досаден живот, туку да се практикуваат оние нешта кои и носат вистинска радост на душата, како на пример проучување на Библијата, служење на Бог, заедништво со Бог и неговиот народ и слично. Овие работи се од исклучителна важност за здрав и витален духовен живот. Слушнете што рече Исус потоа. Ова е моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Оваа заповед се однесува на оние кои ја прифатиле љубовта на Исус. Секој кој ја прифатил неговата љубов, треба да ја покаже на другите. За жал денес некои христијани повеќе сакаат да зборуваат лошо за другите и да ги оговараат отколку да ги сакаат. Црквите во кои се толерираат тие гревови не се цркви во кои Бог дејствува и кои можат да се наречат духовни, без разлика дали во нив има добри библиски поуки или проповеди. Заповедта на Христос е многу јасна. Да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Самите не можеме да го направиме тоа, но ако му дозволиме на Светиот Дух да дејствува во нас, тој ќе ни даде љубов за членовите од нашето духовно семејство. Забележете што пишува во стих 13. Никој нема поголема љубов од оваа, да ја положи душата своја за своите пријатели. Токму таква љубов покаже Исус кон нас на крстот. Потоа вели: вие сте ми пријатели, ако го вршите она што ви заповедам јас. Исус го положи својот живот за нас. Од нас бара да му бидеме послушни и ако го правиме тоа, тој вели дека сме негови пријатели. Тој умре за нас, бидејќи не сака, но немаме право да го нарекуваме пријател ако не ги пазиме неговите заповеди. Исус не бара од нас да умреме за него физички, но бара да умреме духовно, односно да умре нашето его, нашата себичност, гордост, љубомора, нашите гревови и слично. Тоа е важен дел од послушноста кон него.
Слушнете што пишува во следните 3 стихови. Веќе не ве нарекувам слуги, зашто слугата не знае што работи господарот. Туку ве нареков пријатели, бидејќи ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Вие не ме избравте мене, туку јас ви избрав вас и ве поставив да одите и да бидете плодоносни, и плодот ваш да остане, та што и да посакате од Отецот во мое име, да ви даде. Оваа заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. Одговорите на молитвите се исто така добро мерило за нашата духовност. Оваа заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. Љубовта треба да биде во центарот на заедништвото помеѓу верниците. Но забележете што ќе се случи ако сте Божјо дете. Светот ќе ве мрази. Тоа е реалност која не можеме да ја избегнеме. За жал, некогаш и во црквата има луѓе кои нема да ве сакаат, бидејќи не се духовно родени. Ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето. Но бидејќи не сте од светот, туку јас ви избрав од светот, затоа светот и ве мрази. Божјото дете не може да биде прифатено од светот. За мене тоа е еден од тестовите кои ни помагаат да сватиме дали некоја позната личност на вистина поверувала во Христос или нивната исповед на верата е само маска за пред јавноста. Кога некој ќе каже дека почнал да го следи Христос, прашањето е: дали луѓето од светот ја поддржуваат и ја сакаат таа личност? Светот не го сакаше Христос и не може да ги сака оние кои го следат него. Слушнете што вели Исус во стих 23. Кој ме мрази мене, го мрази и мојот Отец. Ако не бев направил меѓу нив дела, какви што никој друг не направил, грев немаше да имаат. А сега и видоа, и ме замразија мене и мојот Отец. Кога Господ Исус дојде на овој свет, тој како да го вклучи светлото и се што беше погрешно во луѓето, излезе на виделина. Токму затоа го мразеа. На луѓето не им се допаѓа кога некој ги разоткрива нивните дела и мотиви. Тоа е една од причините зошто светот ги мрази и христијаните. Но нека се изврши словото напишано во нивниот закон, дека ме замразија без вина. Светот го замрази Исус, иако тој немаше вина. Слушнете каква утеха им даде на учениците. А кога ќе дојде утешителот, кого што ќе го испратам јас од Отецот, Духот на вистината, кој излегува од Отецот, тој ќе сведочи за мене. Тоа е еден од начините на кои можеме да препознаеме дали Светиот Дух дејствува во животот на некоја личност или пак во некоја црква. Ако Христос е прославен во животот на поединецот или заедницата, тоа е доказ дека Духот дејствува. А и вие ќе сведочите, бидејќи од почетокот сте со мене. Апостолите имаа уникатна можност, како никој друг во историјата на човештвото. Поминаа 3 години со Господ Исус и беа очевидци на неговите зборови и дела. Следниот пат ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. Односно ќе започнеме со проучување на глава 16 од Евангелието. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.